Ако прикthehemi në studio dhe në fakt do I rikthehemi 6 prillit, ditës së protestës, një protestë organizuar nga studentët, dhe në fakt do e komentojmë të njëjtën. Me mua në së bashku në studio është monitoruesja e mediumeve Despina Ковачевска. Добър ден, добро ни дојде Деспина. Добар ден, добро ве најдов. Студентските протести се карактеристични и особено историјата ни има докажено дека ако студентите излегуваат по улици, можноста е многу голема за да добијат тоа што сакаат и како е чувството да гледаш дека и нашите млади можеби за прв пат после неколку време излегува на улица да барат тоа што тие сметаат дека треба да се направи. Искрено јас го поддржувам сечија право на протест, не само правото на студентите и на младите, туку сметам дека сите ние кои што живееме во Македонија и како граѓани имаме право да протестираме за било каква потреба што не ни исполнета или за било какво право што сакаме да го добиеме. Тоа што младите протестираат е, да речем, позитивно, затоа што тие се нашата критичка мисла, нашата иднина, и тие се на крајот денот каде што се докажало на Балканот дека биле оние што предизвикуваат промена и нели доведуваат на некаква промена на општеството. А колку ние навистина знаеме дека што е протестот и каков механизам е протестот во демокрацијата и колку е важно сите ние да излегуваме во протест? Мислам дека не доволно се зборува за тоа колку е битно правото на протест како едно демократско право кое што е загарантирано едно од човековите права. И тоа постои многу дамна и така и не знам, и жените добиле право на глас, така сите права кои ги имаме денеска и кои сме ги добиле и кои што сакаме во иднина да ги добиеме, многу е битно доколку ние не се исполнети да излеземе и да го покажеме нашето незадоволство. Начинот на кој нели се комуницира од владата, дел од медиумите, не би рекла сите медиуми, со текот на времето гледаме дека многу, како да речем, негативно се гледа на оваа појава. На самата појава дека еве сега вие протестирате, па што има да протестирате? Од една страна и од другата секогаш протестите ги поврзуваат со некаква политичка партија, така што го, да речам, негираат делот каде што имаме реален проблем и каде што студентите конкретно имаат реален проблем. Туку велат да вие сте нели вас партија ве тера тоа да го правите и се прави една партизација на самите протести, што според мене мислам дека е многу проблематично. Истото се случи со овие последни протести. Истото се случи со овие протести, истото се случи и со собирите студентски кои беа кога се случи несреќата во Кочани. И гледаме дека тоа што го добиваме во медиумите, дел од медиумите, не би ги нападнала сите медиуми, или мислам не би сакала да го доживам тоа како напад, туку како една критика дека гласот на студентите многу малку се слуша. И вие кога идете на протест има изјави од политичари, не знам, бивши политичари, од новинари, но самите студенти, гласот на самите студенти не допира никаде. Мислам јас би сакала денеска да можеше да има место мене, мислам јас сум медија монитор, да има студенти во студиово и да зборуваме за тоа од кај е оваа потреба, како се случува да тие бараат да полагаат на индивидуално и зошто тоа е нормално и зошто не е никаква дестабилизација или закана за самата држава. Дали ова доаѓа како последица на тоа што немаме можеби многу гласни млади или пак политичарите се многу гласни па не стига гласот на младите? Мислам дека секаде, па и кај нас во светот, политиката и како е вмешана во сите сфери на општеството и ние имаме една, мислам, не е ни веќе ни политизација, повеќе би рекла партизација, бидејќи како таква било каква политика, значи е некојаш добра, некојаш лоша и е начин на како ги правиме работите, него ние имаме еден понизок степен односно на константно поврзување со некаква партија или ако има протест во одредена во одредено политичко нели владење и уредување, секогаш ета опозицијата ги тера, ета другата партија ги тера. Никогаш тоа не е затоа што јас имам проблем или младите имаат проблем или жените, еве конкретно сега зборуваме за младите, секогаш тоа некако се наоѓа начин како да се демотивираат младите и да почнат да се бранат и да викаат не, позади нас не стои политичка партија, туку ние вистински ова го сакаме бидејќи нели имаме реален проблем. Па се бранат, истото се случи и со собирите во Кочани, веќе ги земам, каде што студентите се извинува. Мислам, и многу често се случува студентите во Македонија да се извинуваат за тоа што прават
си ги бараат своите права, тоа што легално им следува и нешто што сме се врзале да го направиме. Конкретно во барањето да се полага на албански јазик правосудниот испит, ние сме се врзале на такво нешто, значи поменал законот во парламентот, сме потпишале договор сите заедно, вклучувајќи ја и оваа влада што сега е во опозиција, кога била во опозиција, така што не може да кажеме дека е тоа некаков проблем. А зашто се зема како закана, бидејќи ако гледаме коментарите и све тоа што се зборуваше не е само по медиумите, но и јавно, е како да се добие како закана моментот што правосудниот испит да биде и на албански јазик, како можност за сите млади кои што можеби сакаат да полагат на албански јазик. Тука мислам дека корените на овој проблем се подлабоки и допрва ќе имаме со самиот закон за јазиците ќе има допрва проблем и како ќе се спроведе. Со тоа што ова нели не е мојата експертиза, ја не би можела да зборувам како ќе се реши нели сите овие судењава на кој јазик ќе бидат и како ќе се воспостави и како ќе се спроведе овој закон во пракса, бидејќи нели ја немам пак ќе речам таа експертиза. Но тоа што го гледам како мониторинг од медиумите, коментарите кои што ги читам, екстремниот говор на омраза кои го добиваат студентите кои што си го бараат своето право, е дел од тоа што не се објавува или не се комуницира на вистински начин, можеби од каде е оваа потреба и како сме стигнале нели да имаме оваа потреба. И друго, бидејќи не разграничуваме дека правосудниот испит е испит за знаење, а не е испит за дали некој го знае јазикот, туку дали ја знае самата тематика, законите и се што нели студирале до сега, тоа. Другиот за мене, да речам, проблем е бидејќи ако ние имаме основно училиште на албански, ако имаме факултет на албански јазик, тогаш како очекуваме и зошто не би имале правосуден на албански јазик? Мисламе, луѓето, мислам, студентите што генерации учеле на својот мајчин јазик, сега вие им давате одеднашка да полагаат на некој. Јас нели имам завршен факултет, ако вие мене ме терате да ги полагам моите испити кои сум ги учела на македонски јазик, на некој друг јазик, на било кој, па макар и некој што ми е близок, не знам, српски, нормално е дека јас тоа ќе ми биде многу тешко, иако јас материјата ја знам. Јас ќе споделам лично искуство, знаеш дека секогаш што го правам, јас имам завршена дефектологија и кога студирав дефектологија, бидејќи тогаш немаше на албански дефектологија, со колешките, дел од колешките веќе најчесто беа колешки жени, тие има дури и да речам повеќе знаење од мене, бидејќи завршиле средно медицинско и ја знае самата тематика, но да го полагате вие тоа на македонски е сосема нешто друго, бидејќи веќе треба да учите нови зборови, нови се тотално нешто што нели не следи. И мислам дека ако зборуваме за тоа дали треба или не треба некој да го знае јазикот, е сосема друг испит од испитот за знаење на право, што е правосудниот испит и како се представува во медиумите. Да, интересен беше овој момент, деки многу мина, особено и тие што веќе се во важни позиции, вика зборува на овој контекст дека треба да се знае јазикот за да може да работат, бидејќи правосудството кај нас е во македонски јазик, но можеби го забравя овој момент што правосудниот никаде не пишува дека е испит за јазикот, туку е испит за правото. Неспина, како беше мониторингот на 6 април? Што излезе од целото твое наблюдување на тој ден? Значи, се што најчесто објавите кои беа пренесување на статуси дури од личности кои што немаат никаква врска, дел од личностите кои што немаат никаква врска со нели правото, ја немаат оваа експертиза, дали им било неубаво или убаво, дали им било, не знам, некој потреба изборив како одвратно ми е ова што го гледам, или не знам, не се прави вака протест. Многу беа фокусирани на тоа какви знамења имало, кои биле паролите, кој бил на самиот протест, кој што кажал, например, не знам, албански новинар ги поддржа, мисеката за не знам, Вјоса и сите изјави, но никаде не го видов моментот дека некој ги праша самите студенти зашто вие протестирате и зошто вас ова ви е важно. Од друга страна, начинот на ваквото известување, каде што на некој начин немаше другата или страната на студентите, каде не е друга, бидејќи таа е вистинска страна, доведе да нели се врати на тоа или коментарите да бидат полни со говор на омраза, со едни штетни наративи кои што ние многу долги години го гледаме и зборувавме ние за оваа една емисија, каде што е тренд не само во Македонија, ни на целиот Балкан,
Значи говорот на омраза на етничка основа е застрашувачки за мене, бидејќи јас лично не го доживувам тоа како некаква закана и не би требало да биде закана било чив јазик за за државност. До толку повеќе што еве и ние, сак да го споделам ова, ние кога веламе јас сум етничка македонка и каде што ние сме биле во ситуација од страна ако постои македонска страна, сме биле во ситуација каде што сме преговарале за нашиот јазик, да оспоруваме нечи тук јазик. И јазикот како таков нема што да мразите или сакате јазик. Тоа е дали, не знам, ја мразам или не ја мразам вазната. Тоа не е било каков символ, за да стигнеме ние до моментот дека ние го мразиме, треба некој од некаде да не научи дека ова е нешто што ти го мразиш, бидејќи ние самото по себе не е предмет, не би требало да биде предмет на омраза. Спомна говор на омраза, колку беше видлив на денот на протестот и после тоа? Беше, мислам, сите скоро коментари што ги читав повеќето, големиот дел од коментарите беа со говор на омраза, беа со штетни наративи, ако не директно говор на омраза, беа со повици дека немате вие вакво право, дека вие сте си во Македонија, треба да си одите во Албанија на албански или како и да, заборавајќи дека ние во Албанија имаме села каде што општини каде што се зборува македонски и е признаен на Пустац, например. Така, и во Србија исто така имаме општини каде што можеме да зборуваме, да учиме и да правиме се на македонски. Така што има овие штетни наративи кои што со, да речем, години, 30 години, можеби повеќе ние ги градиме во ова општество, прават само поделба и поларизација која што е и такако опасна, бидејќи треба да размислиме дали треба да гледаме да бараме решенија и како ќе живееме и како ќе функционираме, или пак бараме како да не комуницираме, како да имаме уште поголема поделба и како да имаме деструкција, бидејќи ако веќе сме се врзале дека ќе го почитуваме законот за јазици, како одеднашка е проблем. Колку овие работи го оштетија протестот? Говорот на омраза, политизација на протестот и све тоа, и дали навистина имаше можност за видливост на ова потреба правосудниот испит да се полага на албански јазик? Тоа што го видов во медиумите како начин на известување, јас доминантно ги мониторирам медиумите на македонски јазик. Во медиумите на албански јазик не можам со ваква иста сигурност да тврдам. Имаше многу пораката на студентите никаде не стигна нешто друго. Дека еве ние сега имаме закана, дека сега нас дека нема ќе би бараме, дека даваме повеќе права што некој заслужува, дека сега ова ќе биде не знам каков напад на самото судство. И тука баш сега пред да дојдам истражував и гледав, бидејќи нели сега ние до сега сме полагале правосуден на македонски сите. Не знам колкава бројка работат во судовите албанци и колкава македонци и други националности, конкретно сега зборуваме за протестот за албански, за полагање на правосудниот за албански, но дали знаеш колкава недоверба имаме ние во судството? Баш барав пред да дојдам. На последна анкета од 2023 година, 80% од граѓаните, која што ја правеше, мислам дека Ири, има недоверба во судството. Мислам дека последно гледав, не ме земе за збор, 2% е довербата во судството. Како тогаш ова судство кое што со години функционира, се полага испитот на македонски јазик, работат македонци, албанци и сите националности, стигнало да има 2% доверба. И како сега, исто во судство ќе се наруши ако некој го полага или не го полага на албански. И тоа ми беше најголема, да речем, абсурд. Ако тоа е доказ за знаење, ако тоа е доказ за дека судството супер ќе функционира, очигледно дека не е. Дека нас проблемите не се многу подлабоки, корените не се многу подлабоки. Корупцијата, недовербата во судството, партизација на судството. Ние имавме протест, ова не беше студентски, ама ако се сеќаваш во Тетово, во болницата, каде што заедно протестира и македонски и албански доктори специјализанти, кои што не беа примени, бидејќи некој пред нив бил примен поради некаква се партичка припадност. Значи, ние забораваме дека проблемите, ние де факто да имаме етнички проблеми и нашите
проблеми на крајот се доживуваат дека се од етничка природа, но мислам дека многу повеќе се од корупција и од партизација како таква. Овие моменти или пак протестот беше како момент повеќе влијае овие етнички поделби од као тие што се покоренети, како што викаш, кои што ги доживуваме сите без разлика на етничка група, пол и така натаму. Затоа што многу полесно вие да поларизирате на основа на етничка основа или на било каква основа сме го зборувале ние тоа, еве која е случајот со жените, например. Многу е полесно да ги мобилизирате луѓето, да предизвикате оваа реакција на омраза, отколку кога би зборувале за нешто, за некаков реален проблем, каде што сите мислам дека ќе се согласиме без разлика на националноста. Деспина, ние ќе продолжуваме за истото, за протестите да зборуваме. Колку е важно, иако се случуваат овие феномени, политизација, говор на омраза, да се продолжува да се прават протести, граѓаните да се собират и да кажат што не им е окей во оваа држава? Многу е битно да излегуваме секогаш кога ќе има некаков проблем, доколку самиот тој не се реши, да си ги бараме своите права, но и да си ги знаеме своите обврски од друга страна. Мислам дека ние генерално како нации, еве како етницитети, ќе ги кажам, ми албанците и македонците имаме проблем со тоа и со тоа да си ги побараме правата кои ни следуваат, но и за тоа да си ги знаеме кои не се врските и кои се начините и како се бараат правата. Сега не го зборувам во контекст само на овие протести, туку генерално на сите протести кои кај нас, не знам, протести кои и не ги видовме или не потраа, протестите за модуларна во Тетово, за ласкарци, за кочани, за сето што ни се случува, за покачување на струјата, за горивото, за не знам, самото здравство кое го добиваме, онкологија, каде што ние ги користиме нели истите болници, истите институции, воздухот, ние ова сме го зборувале со тебе, значи сите овие проблеми кои ние ги имаме не афектираат сите нас што живееме тука. И доколку не научиме како заедно да си ги бараме правата кои ни следуваат, како заедно да си го подобриме самото живење, бидејќи ние и македонците и албанците немаме друго место на живење, значи овде живееме ние со генерации. Мислам, и немаме друго место. Твоите се тука, предпоставувам, родени, не знам, баба ти, деда ти, моите сите. И значи ние живееме овдека во оваа држава и дел од нас ќе продолжи да живеат, голем дел се иселија. Според последните истражувања кои ги имаат направено и кај македонците и кај албанците се намалува бројот на новородени. И колку многу си одат. Ако отидеме ние по селата да видиме, без разлика дали се македонски или албански, тие се пустили, што вика еден мој другар, вика да спинас на крај сите Германија кај отидам. И многу млади луѓе ни се селуваат бидејќи ние не им даваме подршка на младите луѓе. И доколку има млади луѓе кои што имаат критична мисла, кои што излегуваат и зборуваат за проблемите на ова општество, ние до толку повеќе, да речам, не ги поддржуваме, туку ги демотивираме и правиме една апатија кај младите, баш преку истата таа партизација, искористување на нивното право на протест, каде што повеќе ќе доминира партијата или политички фигури, отколку реалната потреба на младите. Кога зборував тука за тоа како нели се прави еден протест или кои се барањата, видовме, да не се повторувам, бидејќи најголемото известување беше дали имало нели македонски знамења, дали немало, кои биле скандирањата на самите протести. И тука еве на некој начин, ајде да не го речам критика, ама и како повик кон младите да не дозволуваат партиските луѓе и членови да доминираат на тие протести, иако е добро да ги поддржат, и еден повик кон партиите да размислат дали ова што јас ќе поддржам и ќе го кажам својот глас им прави добро или лошо на самите млади, да се враќаме на одредени теми од минатото кои што нели немаме консензус за нив, или да речем македонската страна ги доживува како закана, додека албанската ги доживува како гордост, што е во ред. И ама сега тоа како нас ни помага за еднината. Треба да размислиме дали ќе треба да враќаме стари проблеми, стара болка, да речем на некој начин, или ќе гледаме кон иднината и ќе видиме што нас не треба и ќе се обединеме со таа идеја, дека ќе правиме нешто поубаво, нешто што нели ќе го ставиме минатото во минатото, иако не треба да го заборавиме,
и не треба да го негираме, туку сепак треба да најдеме како да се доближиме и да се, да речам, за вистинските проблеми, за вистинските прашања, да научиме прво да разговараме. Бидејќи кога имаме ние говорна омраза, ние немаме конструктивен муабет. Значи ние веќе не зборуваме треба ли или не треба да се полага. Не зборуваме дали е тест на јазик или е тест на знаење. Ние зборуваме ти си лош, сакам да те немаш ти право, значи одиме во една друга екстрема. Никаде не видовме муабет дали треба или не треба. Ние тука живееме заедно веќе со години, со децении и како што кажа ќе продолжиме да живееме. Колку е важно овие моменти, протести и сите меканизми кои што се употребуваат за да покажеме дека нешто имаме некој проблем или не сме задоволни за нешто, да не поднесат до тоа ние да се разделиме, туку да продолжиме да живееме заедно во мир, спокој, а од друга страна да бидеме и во можност да ги побараме нашите права. Ова е типично протестот како таков, често знае да се инструментализира, ние велиме, или да се политизира. И е дел од начинот на, како да речем, да се задуши народот кога има некаков проблем, и ова го прави секоја власт. Не е само ова во Македонија, туку ова на цел свет, на светско ниво се прави, но колку ќе сме ние истрајни и колку ќе бидеме, ајде да речеме, емпатични, или колкава свест ќе имаме да разбереме дека секое право кое што е селективно, секоја правда која што е селективна, на крајот од денот не е правда, дека проблемот што сега го имаат младите студенти албанци, утре може ќе го имаат или ќе имаат некаков друг проблем младите студенти македонци. Секој проблем што денеска го имам јас, дека може утре да го имаш ти, и ти не застанувајќи и не разбирајќи го мојот проблем, ќе се доведеш во ситуација каде што ти ќе имаш проблем и тебе нема никој да те разбере. Ќе биде уште до толку полесно да се случува тоа што сега се случува. Значи, недоверба во судството, немаме судски систем кој што функционира нормално, и покрај тоа нели што го имаме, пак ќе речам судскиот испит на македонски, немаме здравство, имаме квалитет на воздух кој што е еден од најзагадените во Европа. Ние ништо не сме направиле. На крајот од денот, кога ќе погледнеме, јазикот е најмал проблем. Мислам, било чив јазик е најмал проблем. Особено кога имаме вакви големи проблеми ние тука внатре, кои што треба да ги решиме. И ова дозволува да партиите кои што нели со години ја водат оваа држава да си буквално си прават што сакаат. Значи вие ако немате граѓанска мисла, ако немате критичка мисла, ако немате граѓани кои што ќе застанат за сите овие проблеми кои што ги имаме и да си кажат видете доста до тука, бидејќи сите имаме сите да речам патиме од цело ова што се случува, од високиот степен на корупција кој што не сум го смислила јас, туку и од страна ни го имаат нотирано. И затоа ние ќе почнат, ако почнат преговорите со ЕУ, ова се проблеми кои што нас Европската заедница не ги има најдено како такви. И не ги решаваме, ние ќе се станеме затворени во овој круг на Балканот, ќе се бавиме со кој од која етничка заедница доаѓа, дали треба да го мразиме или не, додека светот ќе си оди напред без нас, Црна Гора, Албанија. Деспина, овие твои ставови на светот што кажавме, за жал не се ставови кои што често се добиваат или пак се примаат добро. Има понекогаш и реакција на нив. Ние сме при крај на нашиот разговор вака полека, ама би сакала да знам колку е важно да имаме објективен став кога се работи за овие ситуации, бидејќи имаме протести, но во иднина можеме да имаме многу поголеми проблеми внатре во државата. Се надевам нема да имаме, ама колку е важно да бидеме објективни. Објективно како такво е нешто што е многу тешко да бидеме, и како човечко суштество сите ние многу е тешко да се справиме со тие нива психологија ги нарекуваме интелект, начинот на кој сме растени, колективната меморија, но мора да се, ако ништо друго, потрудиме да пробаме да имаме разбирање. Значи првично разбирање за сето тоа што ни се случува, каде живееме, како живееме, и на крајот од денот да се запрашаме дали мене убаво тука вака. Дали мене ми е убаво кога јас живеам во заедница, во држава, каде што, јас имам колеги албанци, јас цел ден читам говор на омраза кон албанците, мислам одвратни работи, и пијам кафе со колешката албанка. Како мене тоа ми е убаво? И обратно.
А еве нека биде и кон македонците, кон било која заедница, бошњаците, турците. Ако тоа нас не е нормално, ако ние живееме во тие, да речем, паралелни светови и не најдеме начин да комуницираме, не бидеме свесни дека правото како такво е пластично, та нема чувства, имате закон, се почитува или не се почитува, нема што да сакаме или не сакаме. Ќе биде тешко, да. И медиумите како такви, не само медиумите, тука многу повеќе и самата поделба на луѓето во училиштата, во градовите, на секаде, каде што ние не саднуваме никогаш да зборуваме за проблемите кои ги имаме. Ќе биде тешко да функционираме, ќе биде тешко да се, да речем, обединиме по општествени прашања кои се важни. Мислам, ја не би сакала во еднината да читам, искрено мене не ми беше пријатно. И не знам дали другите луѓе ги читаат и како има тоа. Нормално јас сум го зборувала овој кога јас се возам во автобус во ЈСП и имам повици за смрт. Значи јас се возам во градски превоз и наоѓам, си поминувам на згради и читам. Мене не ми убаво, јас не би сакала во таков свет да живеам. До толку повеќе каде што јас нели споделувам и простор ева со тебе, зошто да го имам, да. И знам дека ти исто не би сакала или луѓето не би сакале кога тоа би било од различна страна. Колку е важно да пораснеме нови генерации кои што ќе употребам терм се глобализирани, пошто глобализацијата ни носи ова, да прифаќаме другите, да имаме емпатија за другите. Ние сега растеме генерации, читав статуси од македонци и од албанци кои што, мислам, така малку по-прогресивни, кои што викаат децата нас на англиски ни прозборуваат. И мислам дека ова ќе биде и така како е многу интересно. Јас имам работена во градинка каде што во интернационална и сите си зборуваат англиски. Значи правосудниот англиски да, ќе биде за англиски неколку години. Правосудниот, мислам, јазикот и културата на било кој народ, на било кој етницитет не се брани со забранување на правото на изразување на другиот. И до толку повеќе ние треба да најдеме начини како заедно да работиме во училиштата, во универзитетите, како заедно да правиме културни настани, како да ја доближиме културата, јазикот и се едни до други, а не како да се разделиме и да го направиме тоа проблем. Имам многу, јас сакам поезија, имам многу интересна збирка поезија што се вика да се разбереме и е љубовна поезија на албански и на македонски, каде што ги има песните и албански и македонски од албански и македонски автори. Така што кога ќе видиме колку многу заеднички работи имаме, колку многу сме блиски и баш поради тоа што ние сме толку многу блиски во културата и во начинот на однесување, живееме тука и вака лошо живееме. Мислам, ова критика една кон тоа какви луѓе сме и какво општество градиме. Баш поради тоа ние тука си живееме со години и не е проблем. Бидејќи толку многу сме исти од друга страна. Дали ова би било повик на младите кои што на албанците млади кои што сакаат правосудниот испит да биде на албански, поттик за да продолжуваат да го барат своето право и да не престануваат само со овои протести, ако имаше голем број говор на омраза и све тоа што ние зборевме? Од едната страна поттик да продолжат да си го барат своите права, но од друга страна да ако може и некако да си се оградат од тие политички влијанија кои ги има и од таа партизација на самите протести, од нели враќање на едни стари наративи кои се веќе поминати и да најдат начин да искомуницираат со колегите македонци и тие да застанат би сакала за оваа права во некоја во некој од наредните протести и заедно да го бараат тоа што им следува на студентите. И не само ова, и многу други работи што им следуваат на студентите. Еве сега што ги бараат да плаќаат данок за work and travel, што беа. Да застанат заедно за законот за високо образование, за се, да го бараат заедно тоа што им следува како граѓани на Македонија. И сигурно би били многу посилни ако заедно студентите од правото, македонците и албанците заедно го бараат ова право. Се надевам дека ќе видиме и такво нешто и не само такво нешто, и многу протести во иднина каде што ќе протестираме заедно и македонци и албанци за секоја неправда, за секоја не знам, коруптивна мерка која ќе ја донесат, за сето што нас не штети како граѓани, ќе најдеме начин да размислуваме надпартиски. Неспина, кажи ми, секој ден работиш со медиумите, колку навистина работат коректно и според тој етичкиот код кој што го имаат новинарите, особено ама и коментарите од други кои што ги мониторираш, особено во етнички момент, така за крај?
Тука има една, да речем, интересен феномен. Јас кога има некаков случај, јас го пријавувам во Советот за етика на медиумите и најчесто ги добивам овие тужби. Се случува често, но не толку многу често колку што гледаме коментари. И сега тука имаме еден проблем, кој треба да ги модерира коментарите. Совет за етика вели дека треба да ги модерираат самите медиуми. Медиумите велат ние немаме човек за тоа, треба да си ги модерира платформата. Во никој случај мислам дека не е добро да имаме говор на омраза на било која место. Така што еве еден повик, ако можат да во најмала рака да ги затворат коментарите кога ќе видат понекогаш и не е бидејќи е така напишан лошо нели објавата или вестите. Еве сега може да се случи да имаме коментар на говор на омраза. Да го затвориме за коментари, за да не потикнува тоа нели нов говор на омраза и луѓето да се чувствуваат охрабрени да продолжуваат со таквиот начин. Ти благодарам многу што беше дел од нашата емисија денеска, па се надевам дека во следните протести веќе нема никогаш да зборуваме за говор на омраза или пак поделба. Фала ти многу. Фала ти на тебе. Не ме кажем бидеме да емисионin për ditën e sotme sa I përket protestës studentëve shqiptar, të cilët kërkesë kryesore kishin që në fakt provim jurisprudencës të realizohet në gjuhën shqipe, në gjuhën në cilën ata vetë kanë studiuar për vite me radhë. Ne do mbyllim emisionin për ditën e sotme me kaq, por lëm takim nesër në po të njëjtin orar. Nga unë, mirupafshim.